Општина Чашка е првата општина во која денеска пристигна ЕУ автобусот. Делегација на Европската Унија се сретна со жителите и локалните власти. Целта на кампањата ЕУ одблизуе сите тие да се запознаат со начинот на функционирање на Унијата, нејзините вредности, но и начините за искористување на финансиската помош која Европската Унија ја нуди на земјава. Со нас тука се и представници од ИПАРТ агенцијата, представници од владата кои што се дојдени тука да разговараат со жителите на оваа населба, на оваа општина, да им објаснат како да аплицираат за различни грантови. Мотото на Европската Унија тука се докажува, обединети во различностите, бидејќи видов многу луѓе од различна етничка припадност, луѓе кои што користат различни јазици, сите се заедно. Голем е бројот на млади луѓе кои сакаат да ги погледнат убавините на земјите од Европа. Европскиот начин на образование е голем предизвик за сите нив. Доколку влеземе во Европската Унија, јас би сакала и сигурно ќе патуваме без визи во сите земји и би сакала кога ќе одам на факултет да студирам во универзитетите во Белгија и би сакала таму да останувам подолго време, не само 3 месеци да морам да се вратам во сопствената земја. Можеме да патуваме слободно без визи, за да можеме да студираме, за одмор и за рекреација, за да можеме исто така да одиме да патуваме без како што кажа да се враќаме после 3 месеци. Градоначалникот на општина Чашка вели дека на средбата со европските представници најмногу се разговарало за начините на кои општината може да се вклучи во што поголем број програми кои ги нуди Европската Унија. Руралните средини, смета тој, можат да бидат далеку поуспешни од урбаните, само со интензивна работа, токму по примерот на оние кои се дел од Унијата. Ја сум го почувствувал лично тоа со живењето во Германија, каде што помоćните финансиски или оние кои што имаат здравствени проблеми, повеќе живеат во руралните средини, меѓутоа таму ги имаат идентично условите како и во урбаните средини. Значи, секој што сака да живее како кај нас во рурална средина, не значи дека треба да се откаже од сите оние услови кои што ги има во урбана средина. Заедно со представници на делегацијата на Европската Унија во автобусот пристигна амбасадори на неколку земји членки на Унијата, представници на владата, Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, како и локалната невладина организација Европско движење, студенти и представници на медиумите. Автобусот во следните денови ќе посети уште 9 рурални средини во земјава.